Илинка Манова е успешна македонска пианистка која живее и твори во Соединетите Американски држави. На фестивалот Охридско лето годинава настапи по цели 22 години, откако во 2001 година имаше свој настап. Во Катедралната црква Света Софија сцената овој пат ја делеше заедно со руско-американскиот виолинист Игор Пикајзер. Вели дека голема е честа да се настапи на еден од најпрестижните фестивали во Европа. За мене голема чест е да се вратам дома и да настапувам. Од секогаш ми е многу топло на срцето кога настапувам пред мојата домашна публика, а за Игор ова е исто така една голема символика, бидејќи ние се познаваме веќе подолго време, имаме настапувано заедно во Њу Јорк и во Женева, а исто така символиката е кај него што неговиот дедо, еден од најпознатите виолинисти на светот, легендарниот Виктор Пикајзер, настапуваше на Охридско лето 1975 година. Ја прашавме Манова како е да се биде македонски уметник во САД. На своите настапи во странство свири и дела од македонски композитори. Па мене патот ме поведе прво од музичкото училиште во Скопје, каде што на 16 годишна возраст заминав прво за Нови Сад, па во Германија. Оттаму професор кој го запознав на италијански надпревар во Сенегалија ме покани да бидам негова ученичка на Манхетен, школата за музика. И така во 96-та година се преселив во Америка. Од тогаш живеам таму, ги завршив сите, да кажам, степени на едукација, еве сега го пишувам и последниот докторат. И пресреќна сум прво затоа што имам можности да настапувам и пред македонската публика, а исто така и во светот, да свирам наши македонски композитори, да бидам организатори на концерти таму во САД, каде што исто презентирам македонски уметници. Една од тие беше Ева Богоевска во 2017 година. Така да патот не е лесен. На ниеден уметник патот не е лесен, меѓутоа секогаш уметникот си наоѓа, да кажеме, едно катче во светот каде што твори, но како што и сите знаеме, не треба да се забораваме од каде сме и секогаш да се враќаме во родната земја. Манова е добитничка и на повеќе награди, меѓу кои прва награда на 29-тиот меѓународен надпревар за уметници во Њу Јорк, пошто следи нејзиниот соло рецитал во Карнеги Хол во 2001 година и државната награда на поранешна Југославија на надпреварот за млади музичари во Сараево. Настапувала во Тајван, во зградата на Обединетите нации во Њу Јорк, во престижните Стенвеј и Меркин Хол, како и во други концертни сали во САД и низ Европа. Тоа е поодамна, меѓутоа особено драга ми е наградата каде што добив како награда солистички концерт да настапувам во Карнеги Хол. Тоа беше за мене, како да кажам, круна на моето образование и едукација и сега се почесто настапувам со моите пријатели, моите колеги и тоа е многу убаво кога сте на сцена со врвни уметници и свирите камерна музика. Таа е директор и на непрофитната организација Арта Химса, која преку уметноста промовира ненасилна култура. Тоа значи дека преку музиката ние пробуваме да одржуваме концерти и работилници или деца во училишта кои немаат можност да се запознаат со класичната музика, дури и луѓе кои се наоѓаат во затвор или во болница, или луѓе кои се осудени на некакви насилства. Преку музиката им овозможуваме да имаат еден по-продуховен мир и така, тоа е еден, како да кажам, мој доброволен дел преку музиката. За Манова, Македонија располага со исклучително квалитетни музичари и таленти, кои работат и со успех творат низ целиот свет. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.